21 век социјалните мрежи се повеќе растат. Ги има сева повеќе поголем број. Нив ги користиме за комуникација со пријатели, за дознавање на нови содржини, забава и слично. Но како започна се? Која била првата социјална мрежа која што го скрши мразот? Во 1997 година се појавува првата социјална мрежа која што го носи името Six Degrees. Оваа социјална мрежа му овозможуваше на корисниците да креираат кориснички профил со помош на нивната имейл адреса и да додаваат пријатели во мрежа која што е креирана од страна на еден корисник во Six Degrees. Во истата година се појавува и AOL, Instant Messenger. Овој месенџер овозможуваше испраќање на пораки и сега веќе кога го спомнав, ќе кажем кога била испратена првата порака на некој. Сигурно, прво ќе се речите во 1997 година, но не е така. Првата порака била испратена во 1993 година од страна на Тед Леонсис, кој што му испратил порака на неговата сопруга, на кој што му напишал: "Не се плаши, тоа сум јас, те сакам и ме недостасуваш." А на тоа пата жена му вратила: "Вау, ова е кул." Во 1999 година се појавува нешто што го имаме многу користено, а тоа е Microsoft MS. Во 2003 година се појавува социјалната мрежа LinkedIn. Оваа социјална мрежа го става фокусот на професионалци, односно на креирање на професионално портфолио. Исто, во 2003 година се појавува и платформата за споделување на видеосодржини MetaCafe, како и MySpace. MySpace во периодот од 2005 година до 2008 година беше главна социјална мрежа во светот. Кога станува збор за Skype, првата порака, односно реченица која што била испратена на Skype е: "Здраво, дали можеш да ме слушнеш?" Што имаме во 2004 година? Во оваа година се појавува Facebook. Креирана е од страна на Марк Закенберг. Направен започнала како мрежа за студентите во Харвард. Подоцна се проширила во други универзитети, па мрежата станала достапна за средношколци и на крај за сите корисници. Оваа социјална мрежа има сина боја. Која е причината и зашто е така? Тоа е така бидејќи Марк е далтонист и не ги разликува зелената и сината боја. Друго, кога го спомна Фејсбукот, тука може да се каже дека ID бројот на корисничката сметка на Марк е 4, бидејќи првите 3 профили, односно сметки кои што биле креирани на оваа социјална мрежа, се користени за тестирање. Исто така во 2004 година имаме платформата за споделување на видеосодржини Vimeo. Исто во 2004 година се појави и Flickr. Оваа социјална мрежа е за поставување на фотографии и гледање на фотографии кои што се поставени од страна на други корисници. 2005 година е резервирана за YouTube и Dailymotion. Првото видео кое што било поставено на YouTube е видеото Me at the Zoo во истата година, односно во 2005. Во 2005 година исто така се појавува и социјалната мрежа Reddit. Оваа социјална мрежа е наменета за дискусии, за генерирање на вести и тука корисниците може да споделуваат текстови, линкови, фотографии и видеа и имаме гласање за секој
поставен пост. Во 2006 година се појавува Твитер и првиот твит е поставен од страна на Джек Дорси, кој што е кособственик на Твитер. И исто така во 2006 година се појавува платформата за поставување на видеофајлови, таа е бугарска и е Webbox 7. 2007 година е резервирана за француската платформа за споделување на аудио записи Deezer. Во 2007 се појави Tumblr, кој што представува социјална мрежа за креирање на блогови. Во 2008 година се појавува друга платформа за поставување на аудиозаписи, а тоа е SoundCloud. Тука може да се поставуваат аудиофајлови, да се креираат плейлисти, да се поставуваат албуми. Но, ако оваа апликација, односно платформа, се користи бесплатно, има ограничување во поставувањето на аудиозаписи, а тоа е во време трајање од 180 минути или 3 сати. Во 2009 година имаме и социјалната мрежа Quora. Оваа социјална мрежа е мрежа која што се употребува за поставување на прашања и добивање на одговор за истите. Во 2009 година се појави WhatsApp. Во 2010 година се појави Инстаграмот, кој што сите знаеме дека е платформа за поставување на фотографии, видеа, правење на видео повици, пишување на пораки. Исто ја имаме и Pinterest. Тоа е мрежа во која што имаме виртуелна табла и си ги зачувуваме нашите интереси, односно качиме се што ќе најдеме на интернетот што ни е интересно и би сакале да си го зачуваме. Исто во 2010 година се појави Viberот, а во 2011 година се појавува Google Plus и Snapchat. Како што кажува името, Google Plus станува збор за платформа која што е развиена од страна на Google, и Snapchat апликација за поставување на содржини кои што се во трајање од 24 часа. Во 2016 година се појавија Duo и TikTok. Duo е развиена од страна на Google и се користи за видеоповици, а додека пак TikTok е апликација за креирање на видеа во време трајање од 60 секунди или 1 минута, каде што се прави емитирање на звуци со поставување на песни кои што доаѓаат во самата апликација, или пак поставување на други видеа, кажување на смешки, креирање на слайдшоа од фотографии. Во 2017 година се појавува босанска социјална мрежа која што го носи името Closinger. Ова социјална мрежа представува спој помеѓу Facebook и Instagram.